На наше огромно задоволство, посебно на мое, затоа што од мала мечтаев да снимам забавна песна, затоа што забавната музика навистина многу ја сакам јас и исто така и моите колеги. Значи, како што спомнав, неодамна е снимана, комплетен автор е Јован Јованов, снимана е кај него во студио, за истата направивме видеозапис, така да мислам дека... Реков изненадување, но за онаа публика која што присуства на оние на ваши забави, на оние свирки, често имат можност да уживаат во твоите прекрасни изведби на оние македонски забавни песни на светските хитови. Па да, за сите оние кои што биле присутни на наша жива свирка, мислам дека не е изненадување. Забавната музика, затоа што навистина многу ја негуваме на сите оние наши прослави, свадбени веселби, сите тие што ги свириме, е половина, значи од вечерта свириме забавна музика, половина народна. Тоа е одлично кога се снаоѓате нели во сите тие стилови, так. Но сепак препознатливи сте по негувањето на убавата македонска нели народна песна, по на традиционална народна песна, последно нели од велешкиот крај. Така, некако повеќе не привлекува. Морам да признам, ја сакам забавната музика, меѓутоа кога пеам традиционална македонска музика, нешто посебно се случува во мене. Значи ја сакаме, многу ја сакаме, посебно велешките песни. Токму заради тоа нели го направивме тоа CD пред неколку години, за кое што се уште се зборува. Навистина многу квалитетно песни кои се на кои се сместени сите оние најубави велешки нели бисери. Да, веруе Орце, значи не поминува никаква забава без да се отпеат на којник дуќан да имаме или бузана, значи велешките моми навистина преубави песни. Да. Во продолжение ќе го промовираме во кратко најновиот видеозапис Сонот на Мајка Султана. Тоа е една прекрасна тема за големиот македонски револуционер, идеолог Гоце Делчев. Ова е на текст од нашиот познат текстописец, нели? Бошко Смаќовски. Да, изведок е текстот од неговата книга. Музиката е на Ванчо Димитров. Да. Ми се јави господинот Ванчо, ми рече имам една интересна песна, мелодија која што мислам дека навистина добра ви ја донеле вие. Се разбира, прифатив, ја слушнав, мелодијата е фантастична. Ќе имаат можност сега сите да ја видат. Навистина преубава песна, балада, она што мене најмногу мислам дека ми лежи, она што најмногу јас сакам да го пеам. Кога се работи за видео изразот, снимене на навистина едни убави локации, места, историски спомени кои нели го одбележуваат ликот на овој наш голем револуционер. Да, спотот го снимавме тука во Скопје со Авор продукција. Најпрво снимавме во музеот на ВМРО, новиот музеј, значи преубаво место, а потоа отидовме во црквата Свети Спас, каде што е и гробот на Гоце Делчев. Реков, тоа е една вечна тема и целта можеби беше сето тоа неговиот лик, неговите дела да се пренесат на помладите генерации. Така, тоа беше, мислам дека и целта на господинот Ванчо. Значи, јас вика не правам многу често песни, меѓутоа кога правам, сакам да направам песна која што ќе остане, која што ќе се пушта за секој празник, секоја можна прилика да се искористи навистина песна која што мислам дека долги години ќе се слуша. Кате да ги поздравим и другите членови на групата Соната. Ни беше задоволство што бевте дел од денешнава емисија. Јас да ви посакам и понатаму многу успех во вашата работа. А ние веќе имаме можност заедно со нашите гледачи промотивно да го видиме спотот за песната Сонот на Мајка Султана. No.